Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Палче, ќе спиеш ли мирно доживотно во Идризово? Овај карма за сите зло дела кои што ги правеа овие лица од ова секташка банда која што е поврзана со Скопје, Прилеп и Кочани. Еден од главните на ова секташка банда е Палче, кој што се стави во улога на Бог и на светец и одлучуваше кој колку треба да живее. А тоа го правеше и со Владо Павлов. Го повикувам министерот Тошковски, ја повикувам МВР, бидејќи го чекав овај момент трперливо, од моментот кога ова секташка битанга ја започна битката против Владо Павлов, а се со една цел уништување и правење на пепел на животот негов. Го повикувам министерот Тошковски и МВР да ја преиспита
и да ја разгледа поврзаноста на Палчо со мајката на убиената Вања. Го повикува МВР да преиспита дали убиената Вања има наследство од дедо им во банката во Кипар и дали кодовите, доколку има, остануваат и на кого остануваат, ако е точно после свирепото убиство на Вања. Уште еднаш ја повикува МВР и министерот Тошковски и јавно обвинителство да преиспитат поврзаноста на мајката со Палче и дали причината е наследство во банката во Кипар. И кој може да дојде до тие кодови, доколку е вистина после смртта и свирепото убиство, ако имала наследство од дедо им убиената Вања. За да дојдеме до сето она што ги мачи сите. Ова сектешка организација, ова дубло сектешко, кој што е сконцентрирано во центар или во општина центар и кој што работи во спрега, Пролече, Увара Довлочани и Увара Прилеп. Разгледајте ја малку поубаво, министере Тошковски. Затоа што ова сектешка организација го докажа тоа, а се докажа преку молкот дека заедно припаѓаат на иста секта. Пролече и Увара Кочани, Довлочани, кога се вршија најголемите учени врз Владо Павлов по животот, по семејството, па дури одеа до таму и да ми ги следат децата, и за сето оно што се случуваше, а ви е познато на сите вас, откако се случуваше ова во Кукузел. Главниот архитект и ментор на Кукузел е Љупчо Палевски и ВМРО-вецот најголем Џо. Покрај нив, министере Тошковски, го чекав овој момент, имаме и повеќе новинари. Разгледајте ја опцијата околу новинарството и поврзаноста на Кукузел на Љупчо Палевски со истите нив. А тоа се во Канал 77, новинар од Сител телевизија, тука е Мичо Крокодилот, тука е Зечевич програмата и многу лица во Увара Довлочани и Кочани, каде што едниот веќе е во притвор поради случајот со дискотеката Пулс. На овие уцени, како доказ за секташката организација Увара Довлочани и Кочани, беше пасивна и не реагираше откако нивниот ментор и овој бандит секташки Љупчо Палевски ја крена рачната и крена војна силна против Владо Павлов. Пред очите на сите вас и пред очите на Увара Довлочани. Копилето денес цел ден е во друштво на тројца луѓе во дворот Опнал пирамида, мочковци пострани од Джадаранава на ситно платени. Пошто живо ме интересираше таа копинска умоболна банда,
трета веќе си работи. Освен со пирамиди и слични циркузи, таа ситна коченска боранија од денес си е подмерки на Македонската народна служба. Копилето мора да се расклопи. Удба нека бара ново дете, нова будала. Убара Кочани и министере Тошковски. Јас веќе од утре во секоја куќа ќе влезам на ова трета на Љупчо Палевски, кои што ме следеле и кои што вршеа уцени по моето семејство и кои што истите имаа за цел да ме расклупат, па дури и јас како Копиле да бидам убиен. Најпрво ќе започнам од трета Кочани, од комшијата Тоше. Тоше, биди спремен. Еве, јас јавно ова го кажувам пред цела македонска нација, чекајќи го овај момент, дека сите од трета кои што сте со ова секташко криминално здружение и овај секташки бандит ќе бидете угостени со моето присуство во вашите домови. А ќе започнам од мојот сосед Тоше. Ако не е тука и е во Англија, ќе испратам мабер на неговите родители, најхитно колку што може тој да ме пронајде. Бидејќи увара довлочени, не презима никакви мерки на овие уцени кои што ги правиш овај секташки бандит Љупчо Палевски и трета од Кочани. Познати на Владо Павлов, сите дојден. Кај сите ќе ви влезам дома и ќе ве прашам дали учествувате во сето оно што го правевте кон семејството на Павлови тогаш и кон сето оно што имате како цел да го бидете Владо Павлов, поради кој што од овие уцени имам најмалку 2 собраќајки кои што живот ми значија. И продолжувам. Со месеци не излага у чаршија во Кочани, ниту кафе, ниту бутар. Штапчи има кај него дома. Шета по планини, камења бара и носи и лаже луѓе и пари прави од својата шизофренија. Лоциран комплет и трета Кочани го чека Копилето не на мрежа. Трета Кочани, бидете припремани. Затоа што увара Кочани не презема никакви активности повеќе од 3 години. Јас на своја рака ќе преземам. И во секој дом ќе ви влезам. Да ми ја кажете вистината, затоа што имам 2 собраќајки кои што живот ми значија од тогаш до ден денес. Како и сите нарачени сценарија кои што се правија подосна, во кои учествуваа Основно јавно обвинителство, увара довлочени и Основен суд Кочани. Моето прашање е идентично како на Палче. Господине Владо Павлов, спиете ли мирно? Јас те прашувам сега, секташки бандит. Палче, дали ти ќе спиеш мирно доживотно? А верувам дека МВР ќе покрене иницијатива да се истражи поврзаноста на Палче и мајката на убиената Вања свирепо од ова секташка организација. Да се истражат и кодовите во банката на Кипар, кои што се во собственост на дедото на убиената Вања. За да дојдеме до сето оно кое што судот не го направи и кој што не го представи. И вели, под надзор е говното во Кочани, препарирана стока во двор опна од пирамида, цел ден денес е со 2-3 луѓе. Дремат пред куќа, се пострале удбашките Копилиња. Безгајле ќе биде расклопена како звечка. Нека си најде удба друга будала со тоа Копилето Александар Божиновски. Александар Божиновски исто така да се преоспита
да се преиспита поврзаноста со сите оние кои што се со Лјупчо Палевски и кои што ја имаат заедничката игра кои што работеле против Владо Павлов. Палче и сите останати, Бог е голем, а јас ве уверувам дека Бог сите пред лицето на правдата ќе ви изнесе. Сите кои што правите грозоморни сценарија со цел ликвидација на Владо Павлов, дека ќе завршите на овој или на друг начин како што завршува Палче. Уште еднаш ви благодарам, кармата секогаш доаѓа. Факт е дека ова секташка бандитска организација ми го направи животот пепел. Факт е дека после овие пишувања и после овие случувања кои што беа од овај ментор на Кукузел во тој временски период, дека и моите деца не беа мирни, не смееа да излегуваат. Факт е дека вршеа уцени и дека сето оно што го правеа до ден денес познато на сите вас. Јас го прифатив ова со љубов и прифаќам се што ми правеле и оставам на Бог. А еве сега, увара Дуглочани, бидејќи сте пасивни 3,5 години. Третата на Лјупчо Палевски во Кочани, која што ме следела не на мрежа, туку на метак, и која што имала за цел да ме расклинка и да ме убие, ќе биде посетен, секој од нив ќе биде посетен и ќе ги устојам со нивно гостопримство во нивните домови, а ќе започнам од комшијата Тоше Андов. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам. Боже, ти благодарам за се оно што го правиш кон сите оние кои што честно работат за Македонија и кои што честно ја сакаат Македонија. А вие, останатите, продолжите и понатаму да рубувате или да се плашите од ова секта. Сектата не е Бог. Сето оно што се прави ќе им се врати на сите нив. Министер Тошковски и Јојо, преуспитајте поврзаноста на овој секташки бандит со мајката на Вања, преуспитајте дали имат сметка во Кипар, дали имат тајни кодови и кој може да ги повлече парите доколку ги имаат во Кипар и дали починатата Вања има наследство од низиниот дедо. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија. Трета на Лјупчо Палевски во Кочани. Очекувајте ми, ви доаѓам на кафе. Зар не ви реков среќата да ја најдам жива? Земете се, ама среќата не ја дирајте. Вие кои се ставате во улога на Бог и на Светец, Бог нека ви е на помош.